Всем привет! Готовы ли вы услышать одну из самых лучших и трогательных сказок русской традиции? Не ме разбирате? Добро, ајде ќе продолжам на македонски. Здраво на сите! Јас сум Марија Талеска. Ученичка сум во основното општинско училиште Климент Охридски во Прилеп и сум 9-то одделение. Да, оваа бајка е руска и јас ја читав во оригинал, но ако не знаете може и на македонски. Ќе ви ја раскажам приказната за Василиса прекрасна. Василиса било девојче кое многу рано ја изгубило мајка си, но како спомен од неа добила волшебна кукла. Василиса живеела со својата лоша маќа и две полусестри, кои постојано ја понижувале и наредувале да работи. Еден ден, кога тие снемале дрва за огрев, ја испратиле во темнината во шумата кај страшната баба Јага. Кога таа пристигнала, ја видела куќата на кокошкини нозе и била пречекана од баба Јага. Таа и задала многу тешки задачи. Ако сакате да дознаете што ќе се случи доколку Василиса не ги исполне тешките задачи на баба Јага, тогаш почитајте ја книгата Василиса прекрасна.